Јас дури сега сум збунет. Може ли господине Велковски и господине Иванов да седнете вие прво меѓу вас да се договорите? Господинот Иванов вика има обезбедено пари, вие викате има обезбедено пари, но не се доволни. Сега тоа е цитат, застани. Сега не ми дофрла. Ја кога ти дофрлав еднаш ме навреди од говорница. Ја тоа не го правам. Второ, Велковски. Второ, цитирам, нема шанси да започне со пошумувањето за брзо време. Господинот Иванов вика во декември ќе започне пошумувањето, 15. Дај вие договорете се меѓу вас. Договорете се меѓу вас. Што е точно сега? Дека ќе почне на 15 или дека нема шанси, како што вика Диме Велковски, да почне за брзо време? Дека има обезбедено пари, но не се доволно, кој што вика Велковски, или има доволно пари, како што вика Панчо Иванов? Молам, договорете се меѓу вас. На крај на краиштата прекинете со бирократски објаснувања, господине Велковски. За секој амандман во оваа комисија вие се јавувате. Си дозволувате да ни држите предавања за процедури како се работело во министерствата, во институт, на секој амандман, од прв до последен. Тука сте бетер од министер за као ние да не знаеме, така имате еден надмен однос. Ни објаснувате што е физибилити студија, што е проектно цртање, што е засадување, што е расчистување, така. Таа излезете на терен. Пред 4 месеци имаше пожар, пред 2 дена првите дрва ги почнаа да ги чистат од таму. Што објаснувате бюрократи? Да не треба проект да пишуваат за тоа како да се исечат дрвата и да се отстранат од таму? Што треба да се исечат и да се подават по социјални категории или по пола школи во Велес кои што смрзнуваат децата? Овие нека ви каже господинот Иванов, пола Фејсбук вришти во Велес, пола школи се смрзнуваат. Ја треба да ви го кажам тоа или треба да ви текне? И што е сега ќе се објаснуваме тука, физибилити студии, над физибилити студии, за што за сечење дрва од опожарено подрачје? Пред 4 месеци изгоре теренот, пред 2 дена прв пат влегоа на теренот да отстрануваат дрва. Па дајте прекинете, каква е таа, каков е тој однос на бирократско однесување? Ова ваше образложение личи на не можам да разберам дали сте вие професор тука, па на секој амандман ни држите предавања, дали сте адвокат на владата и на министерот или на било кој министер, или сте господин Велковски пратеник. Вашата работа, вие сте еден од најпосветените пратеници тука, нема дилема. Имате искуство политичко огромно. Читате све што читате. Еве и да ве пофалам, да не мислите дека нешто лично има. Ама не можете да имате ваков однос по секој амандман спрема секој колега. Стварно не можете. Не е коректно. Знаеме и ние. Сме организирали и ние настани моменти, сме барале проекти, сме притискале, се изградило ова, се направило тоа и така натаму. Ги знаеме овие образложенија. Овие образложенија ни ги давале нас министрите, кога не ќеле нешто да се заврши. Тоа е. Кога не ќеле нешто да се заврши, ни објаснувале кога сакале да се заврши, се завршувало. Тоа не дали вие не го разбирате. Не го разбирате тој момент дека треба да се заврши работава. Ама работава не се завршува кога ќе каже некој обезбедени се парите, се пишува проектот, ќе биде. Работата се завршува кога ќе биде стварно на терен. Ама тоа го зборам и ја, ама прво вие со господинот Иванов имавте комплетно различен пристап. Затоа малце и се извади вака од ситуација. Вие моја лош збор ќе употребев, моја зезнавте дискусијата на колегата Иванов. Скроз моја зезнавте. Човекот се обидува да држи некаква позитивна надеж во градот бар до изборите. Вие шлак, не се надевајте, малце се парите, нема брзо да почне. Него му направивте проблем во Велес. Не мене. Само ви кажувам кој ви е принципот. И искрено, најискрено. Реплицирајте, активен сте, нема пратеник кој што толку го следи буџетот како вие што го следите од Социјалдемократскиот сојуз, немам никаква дилема. Ама немојте професорски да се поставувате на секој амандман. Благодарам.